Петочно издание на вестите. Во Тетово со поставување на камен темелник отпочна изградбата на каналот за наводнување Равен Речица, капитален проект финансиран од буџетот на Македонија преку програмата за рурален развој. Треба да биде изграден до 2023 година. Преку овој систем се планира да се наводнува околу 3250 хектари земјоделско земјиште, кое се протега на подрачјето на Гостивар, Врапчиште, Боговиње и Тетово. Вкупната вредност на овој модерен систем за наводнување изнесува скоро 15 милиони евра, а според планираната динамика градежните работи се очекува да траат скоро 5 години. Покрај оваа земјоделска површина, со овој систем за наводнување ќе се офати дополнително нета површина која се наоѓа под автопатот Тетово Гостивар и ќе се наводува дополнителни хектари земјоделска површина во општините Гостивар, Врапчиште, Боговиње и Тетово. Реализацијата на овој капитален проект, кој изнесува околу 975 милиони денари, ќе се финансира исклучиво со средства од буџетот на Република Македонија преку програмата за финансиска поддршка на руралниот развој. Значи, од средства ваши, почитувани граѓани. Вакви капитални водостопански проекти значат поголема сигурност во обезбедувањето на доволно и навремено количество вода, посовремено и економично користење на водата, што придонесува за поголеми приноси и зголемување на земјоделското производство. А пак, развојот на земјоделството ќе донесе и голем бенефит на локалните самоуправи и општините од овој крај. Со функцијата на проектот и имплементацијата на овој проект, несомнено значително ќе се зголеми продуктивноста на земјоделството во регионот на Полог, со оглед на фактот дека Полошката котлина изобилува со поволни услови за производство на голем број земјоделски култури, градинарство, производство на жито и фуражни култури за добиточна храна, рече министерот за земјоделие Љупчо Николовски. Почитувани, водостопанството е важна стопанска гранка и представува основа за модернизирање на македонскиот аграр. Во оваа година како влада бевме цврсто фокусирани на забрзување и на евроинтеграцијските процеси. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство посветено работи на усогласување на нашето со земјоделството на Европската унија и на и нивните регулативи. Изградбата на системот за наводнување на земјоделското земјиште во овој регион значи напредување на земјоделството и создавање далеку подобри услови за земјоделците. Системот несомнено ќе влијае на намалување на трошоците за производство на земјоделските култури, што ќе ги направи многу поконкурентни на домашните и странските пазари. Таа европска практична димензија е многу поврзана со денешниот проект, имајќи го предвид фактот дека токму поглавјето за земјоделие во процесот на преговори со Европската унија е еден од најчувствителните, особено за земји како што е нашата, која апсолутно е заинтересира да има висока и стандардизирана продукција. Земјоделството е еден од најважните економски сектори во Полошкиот регион и нашата земја, кој опфаќа скоро 12% од бруто домашниот производ. Советот на општина Гостивар денес одржа седница на која беа донесени повеќе одлуки, врзани со проекти за подобрување на комуналната инфраструктура на подрачјето на општината. За разлика од претходните седници на Општинскиот совет на Гостивар, на кои се водеа жестоки дебати и за многу прашања политичките противници не можеа да најдат заеднички јазик, денес советниците од двете страни гласаа за и усвоија повеќе одлуки кои се однесуваат на проекти за подобрување на водоснабдувањето на Гостивар и изградба на канализации. Советот даде зелено светло на јавното претпријатие Комуналец за долгорочно кредитно задолжување кај Република Македонија за финансирање на проектот Водовод и канализација. Станува збор за продолжување на проектот кој се реализира со поддршка на Швајцарскиот државен секретаријат за економски прашања за подобрување на водоснабдувањето во Гостивар. Исто така, советниците донесоа одлука за одредување на приоритетните проекти за фекална и атмосферска канализација. Приоритетите офаќаат изградба на канализации во населбите Циглана, Фазанерија, Грудајца и Карагач, како и селото Дебреше.
На денешната седница беше изгласана и приоритетна реконструкција на Домот на културата Божидар Мицкоски во селото Железна река. Гостиварската гимназија ќе го дочека почетокот на новата учебна година со блокирана жиросметка и без струја. Директорот на гимназијата Джези Камбери нагласи дека општината досега не покажала добра волја да се надминат проблемите и побара подобра соработка за непречен тек на наставата. Раководството на општина Гостивар цело време одбива соработка, така да со тоа ние се наоѓаме во една ситуација каде што не може да се одбива наставниот процес, а све тоа оди во грб на учениците и родителите и сите граѓани на општина Гостивар. Не треба градоначалникот да ги гледа со оптиката на политиката, туку треба да ја пружи раката на соработка и да ги надминеме овие несакани состојби. Проблемите со кои се соочуваме моментално се неподпишување на согласности од страна на градоначалникот, прекин на електричната струја во нашето училиште и блокирање на жиросметката на училиштето. 22 коригирани учебника за учебната 2018-2019 ќе достави Министерството за образование и наука низ училиштата. Прв пат од ова учебна година сите учебници што Министерството ги обезбедува бесплатно за учениците, истовремено ќе бидат во слободна продажба, и тоа со истата цена по која Министерството ги откупува. Ова се дел од конкретните активности кои ги презеде Министерството за образование и наука заради обезбедување што подобро и поквалитетно образование за сегашните и идните генерации на ученици, ако и денеска на пресконференција ги презентираше ресорниот министер Арбер Адеми. Тој посочи дека сите ученици од прво, второ и трето оделение ќе имаат нови комплети учебници секоја учебна година. Учебната 2018-2019 година Министерството за образование и наука низ училиштата ќе достави 22 коригирани учебници. И тоа: математика од прво до 9 оделение 9 учебници, природни науки од прво до 6 оделение 6 учебници, биологија од 8 до 9 оделение 3 учебници, хемија за 8 и 9 оделение 2 учебника, физика за 8 и 9 оделение 2 учебника. Во делот на средното образование сакам да истакнам дека во тек е процесот за изготвување на нови 31 учебник за стручно образование. Повикувајќи се на измените во Законот за учебници во основно и средно образование, иницирани од владата на Република Македонија, освоени од Собранието, се овозможија интервенции на најмногу до 30% од содржината на учебниците, користејќи две опции. Една, по иницијатива на педагошката служба, со доставување барања до издавачите и авторите да предложат исправки и дополнувања, и втората, самите издавачи, односно автори, да предложат соодветни корекции. Во пресрет на почетокот на учебната година, СВР Тетово ги финализира сообраќајно-превентивните подготовки. Исто така најавува и поголемо полициско присуство околу училиштата со почетокот на наставата. Секторот за внатрешни работи Тетово забрзано ги финализира планираните подготовки, сообраќајно-превентивни и други, пред почетокот на новата учебна година. Деновиве извршени се повеќе така наречени теренски изведувања на улиците и тротоарите кои водат кон училиштата, во функција на навремено отстранување на сите пречки во заедничка активност со локалните самоуправи и јавните предпријатија, изложени производи, оставени хаварисани возила или други предмети за нормално и безбедно движење на учениците. Покрај ова, во координација со локалните самоуправи исто така се проверува исправноста на сообраќајната сигнализација и се обновуваат обележаните пешачки премини пред и во близина на училиштата.
Со почетокот на наставата околу училиштата предвидено е поголемо полициско присуство, посебно за време на одморите и на почетокот и по завршувањето на училишните смени. Поголемо присуство ќе се практикува и на автобуските постојки, на кои пристигнуваат и од кои тргнуваат учениците кон местата каде живеат. Секторот за внатрешни работи Тетово апелира до возачите да бидат максимално внимателни, односно да ја прилагодат брзината кога се движат во близина на училиштата, задолжително да застануваат пред пешачки премини, да им даваат предност на учениците како пешаци и да ја почитуваат поставената сообраќајна сигнализација. Сопружници од Србија повредени во сообраќајка на регионалниот пат Мавровијанови-Дебар. Од СВР Тетово со информација дека во вчерашната акција на сообраќајната полиција откриени се 18 прекршоци кај возила кои вршат јавен превоз на патници. На регионалниот пат Мавровијанови-Дебар во местноста Жировничко-Анче вчера околу 10 часот и 45 минути патничко возило Мерцедес со српски регистерски таблици, што го управувал 72 годишникот Прешево, загубило контрола и удрило во металната ограда од мостот. При тоа возачот и неговата сопатничка, односно сопруга на возраст од 74 години, задобиле телесни повреди и по окажаната помош во здравствениот дом Ростуше, префрлени се и задржани за обсервација во болницата во Дебар. Извршени убити се утврдува причината за оваа сообраќајна несреќа, околностите и се друго. Од СВР Тетово информираат дека вчера на поширокото тетовско гостиварско подрачје спроведена е акциска контрола за техничката исправност на возилата и пред се на оние кои што вршат јавен превоз на патници, автобуси и комбиња. Со акцијата вкупно биле опфатени 115 возила, од кои 75 во Тетово и 40 во Гостивар, од кои 81 учесник во јавниот превоз. При тоа од полициските службеници на СВР Тетово откриени се 18 прекршоци, 8 во Тетово и 10 во Гостивар, најмногу неисправни сопирачки, како и други неисправни уреди. Констатираните технички недостатоци заокружени, односно законски санкционирани се со 18 прекршочни платни налози, 8 во Тетово и 10 во Гостивар, со 11 исклучени возила од сообраќај, 6 во Тетово и 5 во Гостивар и со едно барање за поведување прекршочна постапка. Во недела ќе биде одбележена 80 годишнината од основањето на црквата Света Богородица во село Челопек. По тој повод митрополитот господин Јосиф ќе отслужи Света Божествена литургија, а ќе биде приредена и братско-сестринска трпеза на љубовта. На 2 септември недела ќе се навршат 80 години од изградбата на црквата Света Богородица во село Челопек. По повод годишнината од основањето, црковниот одбор и жителите на селото ќе организираат масовно чествување. Со почеток во 8:30 часот ќе биде отслужена Света Божествена архиерејска литургија, чиноначалствувана од неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф во сослужение на свештенослужители. По отслужената Света Божествена архиерејска литургија во дворот на црквата Света Богородица во Челопек за сите присутни верници ќе биде приредена братско-сестринска трпеза на љубовта. Одбележувањето на 80 години од изградбата на црквата ќе продолжи со заедничко дружење и забава со музика во живо. Црковниот одбор и жителите на селото ги покануваат верниците за што помасовно да се одбележи овој важен јубилеј за црквата Света Богородица во Челопек. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност. Попладне во северозападните делови со услови за локален пороен дожд и грмежи. Утринските температури се движе од 16 до 24, а дневните од 27 до 32 степени. Вредноста на UV индексот изнесуваше 7. Утре не очекува сончево време со мала до умерена облачност. Попладне во северните делови ќе има локален пороен дожд и грмежи.
Утринските температури ќе се движат од 15 до 24, а дневните од 27 до 32 степени. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 7. Вестите ги завршуваме. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.